Дали новиот закон за легализација ќе се најде пред Уставен суд? Ова прашање се наметнува откако преседателот Пендаровски одби да го потпише указот на законот со образложение дека истиот е неуставен и се овозможува за скриена амнестија. Ресорниот министер денес призна дека законот не е идеален, си има свои недостатоци, но и добри страни. Добро, тоа е право на граѓаните, право на одредени субјекти и институции да поднесат можеби и такво барање за предмет во Уставен суд за да се оцени уставноста на одреден закон, така што тоа е секогаш отворена можност. Освен што законот може да падне неуставен, тој има и двојни аршини. Важи за сите, но не и за Охрид и Струга. Но за ресорниот министер ова е правилно решение, бидејќи на овој начин ќе се заштити регионот кој е под УНЕСКО. Имаме таму и план за управување од УНЕСКО кој што исто така прави разлика во однос на останатите градови кои што имаат само урбанистички планови или детални генерални урбанистички планови. Таму дополнително во тој регион има и план за управување кој што не секогаш се поклопува со деталните урбанистички планови, така што ние од тој аспект правиме дистинкција во однос на тоа дали одреден објект во тој регион би имал штетно влијание врз животната средина и токму поради тоа имаме и посебен член во овој закон сакајќи да го заштитиме Охридскиот регион. Во новиот закон се предвидени и казнени пенали, така што сопствениците на дивоградби, за да ги легализираат своите објекти, дополнително ќе треба да платат 50% од висината на комуналиите.